Агенцијата за млади и спорт и Цевитана со легендата на спортското новинарство Зоран Михајлов ви ги представуваат македонските спортски легенди. Една од најафирмираните и најрепрезентативни ракометни личности од нашата држава, надвор од границите на Македонија, секако е Ристо Магдинчев, поранешен ракометар, потоа долго години тренер, па со тренерската работа се занимава и ден денеска. Тој е човек кој навистина имаше една богата кариера, можеби како играч не толку, меѓутоа како тренер ретко кој може да се пофали со една таква биографија. Меѓу другото, а тоа љубителите на ракометот добро го знаат и ке проценат за каква личност се работела, ако кажам дека кога се создаваше оној моќен Парис Сен-Жермен, тој 4 години беше во Париз, беше тренер на оваа екипа, низ која продефилираа голем број репрезентативци на Франција, кои во тоа време и подоцна ги освојуваат титулите на светските првенства, олимпиадите и едноставно го афирмира не само ракометот во Франција, туку го афирмира и Магдинчев како личност, бидејќи тој работеше со нив и ги пренесуваше своите знаења. Току Ристо Магдинчев е гостин во нашата емисија, да кажам, за да не дојде до забуна, да знаат гледачите, оние спортските љубители добро знаат, меѓутоа за оние што не знаеле досега, да кажам дека негов син е Лазар Магдинчев, нашиот познат тенисер, шампион на Македонија, Дејвис Куп играч, своевремено меѓу најдобрите 15 младинци во светот. Магдинчев младиот долго време настапуваше на тениските терени, но неговиот татко уште подолго, тоа е нормално, не на тениските, меѓутоа на ракометните, а да кажам дека има и тениско искуство покрај синот, па има и лиценца за тренер, но за тоа ќе стане збор подоцна во емисијата. Почнуваме со нашата спортска легенда Ристо Магдинчев. Ристо, одамна се познаваме уште од оние твои први денови кога заигра во Југ, па ајде почни сега да ни ја раскажуваш твојата да речам спортска автобиографија. Еве овдека е содржана целата таа биографија во неколку страници, меѓутоа ајде да ги разглобиме и да почнеме со ред. Пред се здраво, Зоки. Навистина, ова ми е второ интервју со тебе. Првото беше на стручкиот турнир. Не кажувај кога. Не е битно, со металопластика, мислам дека тоа беше први интервју со тебе. Пред 30 години на стручкиот турнир. 87 мислам дека беше. Со тебе беше тоа први интервју, еве сега е второ. Така да малце голема пауза, меѓутоа професијата налага да патиштата се различни. Ти остана во твојата професија која што си ден денеска. И ти остана на различни точки во светот. Малце ни светот прошета. Така да тоа е тоа. Моите први чекори во ракометот се врзани за Скопски Југ. Значи, таму ми се почетните ракометни денови. Југ беше навистина, можам да кажам, мој матичен клуб, една навистина симпатична екипа во тоа време, во тој период во Македонија, затоа што Македонија во тој период имаше доста квалитетна македонска лига, која што мислам дека знаеш дека од Македонска лига првакот со квалификации влегуваше во најјаката тогашна Југословенска лига. Значи, навистина имаше квалитетни клубови, како што прво беа Работник и Пелагонија, па стана Пелистер, потоа Партизан Гевгелија, Тиквеш Кавадарци, тука во Скопје беше Работнички беше и Вардар. Вардар, ама прво Работнички беше како најквалитетен. Така да, таа лига навистина беше доста квалитетна. После се создаде Јука од спортивната страна, Пролет, Пролет, така да имаше дерби, значи навијачите преку пруга доаѓа во Мичрин и обратно во Пролет. Ги имаше доста гледачи, имаше тука мислам дека тоа беа дерби, навистина дерби надпревари. Работнички Југ, Вардар Работнички, Пролет Југ, мислам навистина квалитетни надпревари. Малце покасно дојде Металург.
Значи, малку мислам така нешто, 3-4 години се формираше Металург, така да и тоа беа навистина добри дербиња меѓу Вардар и Металург, кои што трајат и ден денеска. Ај подсети на некои играчи од тоа време на југ, ја ги споменувам, значи, по мене, ја, например, мој, од кого најповеќе научив беше Казиовски, Вангел, он беше левбек, Казиовски Вангел. Корпулентен беше. Да, навистина, паметен играч, ненормално паметен, и беше во одлична соработка со Божаров, еден извореден пикер, Стево Божаров, па тука беше Петлицаров, Кице Билимов, и ние младата гарда што дојдовме јас, Цаци Николовски, Гелебешев, Кире Петров, значи полека ги заменуваме. Ти играше на централната бековска линија. Да, централна бековска линија. Мислам дека по 3000 гледачи имаше во Мичур кога на тие надпревари. Значи тоа беше празник. Надпреварите се играа во недела у 10 сајле и тоа навистина беше празник, голем празник. Сите од зградите околу, од доручек право на Борец Тито Велес во тоа време беше најквалитетна екипа, со прави кога ќе дојдеа со шинобус навивачите 3000 луѓе доаѓаа таму, мислам. Од Велес директно се симнуваа пред стадионот. Така да беше тоа едно убаво квалитетно време, квалитетни ракометари, доста квалитетни ракометари и квалитетна македонска лига. Сега патот кај те одведе, мислам, не сега, тогаш, после југ одиш? После југ отидов во работички ме повика, тренер беше Миле Кратовалиев и полека таму беа, значи, Томановиќ, Никола Матовски, Хаджи Андоновиќ, и Брезовски, Гањо Штери, исто така многу. Караджич тогаш ви се чини. Караджич ќе отиде за Белград. Да, мислам дека отиде Караджич, отиде за Белград. Овој Мајстер беше голман, професор беше. Пред него Џукиќ. Да, добро, тие со него не. Да. Така да исто беше доста квалитетна екипа. Меѓутоа полека тие играчи полека престануваа со кариерата, така да ние помладите дојдовме, фактички дојде генерацијата која што ја како капитен ја предојдев, тука беше Гњатовиќ, Бошко Пљак, Ѓуца, Пакечиев Зоран, Михајловиќ Бранко, Крстевски Слиш Александр, докторот, Калковски, навистина исто доста квалитетна екипа. Ламбе Пеев играше? Играше Ламбе Пеевски, да, мислам дека Ламбе отиде по тоа... Не, Ламбе Пеевски играше, да, Ламбе Пеевски играше, да. И тој беше добар играч, инаку мој школски другар. Одличен играч. Така да, можам да ти набрам едно 20-30 квалитетни играчи, кои што стварно можат да играат на квалитетно ниво игра. И ти остануваш во работнички? Ние влеговме од Македонска лига, потоа се формираше втора Сојузна лига Исток, имаше Сојуз Запад и Исток, така да уште квалитетот појак беше. Ние влеговме во таа втора Сојузна лига и потоа отидов во Вардар. Во Вардар, кај што веќе Вардар полека, но сигурно правеше еден, да кажам, имична квалитетна екипа, добра екипа. Тренер беше Чаве, Славе Атанасовски беше тренер. Овој председател беше Смугревски Димитар, навистина по мене еден од најдобрите председатели ја што сум имал. И да, беше влюбеник во ракометот. Да. Голем ентузијаст. Заедно со Илија Сипковски, кој што беше председател на спортско друштво Вардар. А Смугре беше председател на ракометниот клуб. Го спомна Илија, син му Гоце играше. Гоце заедно игравме со Гоце Сипковски, да. Да, заедно. И со Гоце Сипковски исто бевме и за младинска репрезентација на Југославија. Значи, ја Гоце Сипковски и Цаци Николовски. Нели тогаш имаше тие меѓу републики надпреварувања и најдобрите ги... Репрезентациите на републиките игра меѓусебно и се избираше... Така, ние младинска репрезентација на Македонија умагле освоивме трето место, а во Скопје бевме финалисти второ место. Така да, значи, Вардар се направи на квалитетна екипа, водена од Ванчо Јовановски, како голман, мислам, не треба да се збори за Ванчо како голман, што представува и што е, значи, најквалитетен што Македонија го имала. Потоа тука беше Кире Ивановски, Никола Божиновски, Здравковски, Саверски, Љупчо Гиевски, Зоран,
Русмир Здравко, значи стварно беше квалитетна екипа. Овој Горан Лозановски, да не го заборам, може некој се извинам че заборам, меѓутоа навистина беше квалитетна екипа. И се изборивме во пласуваме прва сојузна лига. И настапувавте во прва Две лига години, да. Две години беше игравме. во тој состав на Вардар. Можам да кажам дека таа екипа на Вардар без услови, условно кажано без услови, секој пат кубурење со финансии. За разлика од другите прволигаши што ги има. Апсолутно во Југославија. Така, ние значи со тешка мака губевме надвор 1-2 разлика. А дома тепавме 1-2 разлика. Значи, ние бевме... Тука егал беа надпреварите. Неверојатно квалитетна екипа. Значи, таа екипа да имаше, да кажам, услови, да немавме тие проблеми финансиски, да имаше услови за работа и сите тие работи, ние, таа екипа ќе беше долги години во прва сојузна лига. Долги години. Сега кажи, неај подсети се на некој надпревар, рече сите биле вака неизвестни 1-2 губење надвор, 1-2 победување дома, со кој беше најтешко, а и кој противник најмногу, тебе и другарите од Вардар ве мотивираше? Па не, најпроблем ни беше, добро сега, сите ни беа проблеми, меѓутоа, со Загребчани, со Медвешчак беше така, многу екипа која што неверојатно тактички играше. Со топката во тоа време немаше, како се вика, пасивна игра. Па вртеа топката и по 4-5 минути. Значи, беа многу упорни со топка, не форсираш. А вие во зона само движи се, нервоз, така. Така да тие ниш тешко ни беше со нив, затоа што тута беше и голман и тренер Тута Живковиќ. Меѓутоа има криваја нас ни лежеше, не знам зашто, така од Завидовиќ. Да, Завидовиќ, да. Така да се меѓутоа надпревар што ми остави така најубав впечаток, не убав, него чуден впечаток беше во Кале, игравме со Медвешчак. И значи игравме феноменално и водевме 20-16 на 7 минути до крај, и така нешто беше 8 и се не можам да се сетам добро, и заврна дожд. И почна салата да прокисне. Почна, мислам дека, не знам, Станоевиќ и Валчевски судија, не знам кој судија, и почна судиите да се лизгаат, значи трче и ќе се лизне, ќе падне. И за тие 8 минути, значи, кога хокеј да игравме, од 20-14, 20-20 заврши надпреварот. Значи, не можеме да си опростиме, сите во кабина, кога влегоме, времето ни беше криво, дождот ни беше крив, меѓутоа, криво ни беше затоа што на вистина игравме одлично. Меѓутоа, бодот отиде. Значи, тие подобро се снајдува на лизгавиот терен? Најверојатно, не знам како беше, меѓутоа, тоа така ми остана во печаток. Јас се сеќавам на некој од тие надпревари кој ќе прокисаше, па веднаш трчаа со пешкири, со кофи, со бира, седе. Така беше, после се направи овие салите. Инаку Кале беше центарот за ракометот во Скопје. Претходно надвор игра. Еве, на подсетување со Работички, ние со Работички бевме четврт финале Куп на Југославија. Игравме со Слован од Љубљана и во тоа период беше донесена одлука мора да се игра у сала. И ние немавме сала. И сега се размислуваше кај да се игра и на крај решија ќе ја правиме Кале. Тоа беше голем хангар. Ако се сеќаваш, тоа не беше копање долу како што е сега. Глумеше и сајмиштата. Сајм така. И они, не, таму имаше некој, што ја знам, нешто како склад беше, така. И се исчисти тоа, целото, нов асфалт се стави. Тоа беше ноември месец, отприлика така беше че нов асфалт се ставија 2-3 тајфуна и тоа е првиот надпревар што се играше у сала у Македонија. Изгубивме 7 разлика, мислам, 21-14 изгубивме од Слован. Мислам, исто квалитетна екипа беше. Така да тоа беше првиот момент, прв пат. И после тоа, нели, се ископа доле Кале, се направи како сала. Да, после се доградуваше. Се доградуваше, така. Го добиваше денешниот лик полека, сега и тој лик застарува, па затоа имаме нови сали. Има нови сали, и така треба. А ти во Вардар до кога остане? До 5-6 години беше? Да, 6 или така остана, да.
Од 75-та, значи Од негде 70 до од 81-та, до 81-та, така нешто. И помислуваше ли тогаш дека еве утре ќе станеш Да, тренер? да. И се подготвуваше за тоа? Да. Јас мислам дека некаде од 86-та почнав да одам на Трофеј Југославија. Значи, Трофеј Југославија тоа беше најдобрата светска школа за ракомет. Значи, во тој период Југославија беше неприкосновена во ракометот. Па олимписки шампион беше 72-та. Така, значи неприкосновена. Па една година, се не можам да се сетам, во една година се деси да, кога беше Борас Бања Лука европски првак, во една година се деси сите екипи, машки и женски беа европски прваци во куп на ЕХФ. Борас беше 76-та, 77-та европски, се сеќавам. На финалето со Фредериција во Бања Лука го пренесува в тој надпревар и по тоа се сеќавам како во магла. Сега годините може ќе ги искрешам. Почнав да одам на тие семинари. Значи, на тие семинари предавачи беа Сној, Штенцел, Јевтушенко, значи многу квалитетни тренери во тоа време, значи по краја почна да беше тренер тут. Значи навистина квалитетни, обично Трофеј Југославија се одржуваше на море. Значи дали Трогер, дали Пула и така натаму. Еднаш беше, мислам, во Краговец и еднаш беше кај нас, мислам, во Македонија. Да, беше во Битола имаше. Да, 90-та година. 90-та година. Во Битола ви се чини дека беше трофеј на Југославија. 90-та година. Така да, од тогаш ја почнав да се припремам и така човек, можам да кажам, што ми помогна во тој дел. Не ми помогна, тоа беше Панче Николов, тренеров од Велес, кој што беше творец на таа генерација борец. Па така се дешаваше да бидеме заедно и во апартман, во хотел кај што спиеме, и доста неговото искуство ми покажа некои работи кои што ја навистина не ги знаев. Така да тие 6 години поред 7 одев, значи навистина стекнав едно теоретско знаење, значи и практично имаше навистина квалитетни репрезентации, меѓутоа надградувањето теоретско беше огромно. Од овие тренери од Македонија, кого би споменал? Еве Чаве го спомна, другите што работеле со тебе, бидејќи веќе почнавме за вака сега тренерите да, мене прв тренер ми бил Филиповски Душко, одличен. Тој беше професор во економското училиште, значи навистина добро. Ја исто многу го ценев Миле Кратовалиев. Значи добар тренер, добар популарниот Миле Туљуб. Да, Туљуб, да. Туљуб, навистина добар и кој личност беше многу стабилен беше. Да. Тоа Чаве по мене беше така најдобар тактичар. Значи кај него мораше да се одигра тоа што треба, кој што во тој период беше многу тешко. Значи тактиката беше, од тога се знаеше, се играше на мотив, се играше на индивидуални квалитети, немаше екстра квалитетни тренинзи, значи све поише беше на талентот. И вас ви беше тешко кога ќе требаше тактички да ги исполните задачите. Ali беше упорен, така да од него доста така видов некои работи. Па и можеше да се научи дека тој беше извореден како играч. Ја мислам дека беше добар тренер беше, квалитетен тренер беше и доста научи од Лазо Лешич. Еден ден дојде кај мене и ми вика, тогаш кога ги земав работнички да ги водам само една година и отидов во странство. И ми вика, нели, знаеш, кошаркарската сала, игралиштето ни беше одмah надвор. И он од прозорот гледаше како ја ги водам тренинзите и ми вика, оди вамо Магдинчев, каже, вика, ти добро вика работиш, да знаеш, вика, ќе ти дадам еден материјал, вика, да го прочиташ. Да ти биде урнек. И он ми даде 10 дена Москва. Значи, он отиде на Олимпијадата со репрезентацијата во Москва и он ми даде 10 дена базични припреми. Вика, ова да го одработуваш. И ја ги земав тие и можам да ти кажам, до ден денес ги работам, али модифицирано. Значи, јас си ги измодифицирав према мене како ми треба. Условите, екипата, играчите. Така да ја практикував и ден до секоја година одев на базични припреми на планина над 2000 метра и зимски припреми. И тоа, значи,
тоа ми беше како еден примерок убав, поклон од Лазо Лечич, и така да тоа ми остана едно големо богатство. Каде дебитираше како тренер, рече работнички, го спомна една година. Па, ја, како се вика, овдека имаше едно, во Охрид, ако се сеќаваш, кога ги отворија Билјанин извори, се армијски шампионат на Југославија беше, ја бе војник во Штип. Значи, во Штип бевме ја, Драган Радосављевиќ, Трајчев Љупчо, Кузмановски, одбојкарот, Макеларски. И бевме спортска чета да се припремаме за Сеармиското првенство во Охрид. 76-та година беше. Да, така, 70. И тогаш да кажам дека прв пат тоа првенство е пренесувано на Југословенската радиотелевизија. И Скопската армијска област ние освоивме прво место. Лазаревиќ играше. Се сеќам телевизија Скопје. Лазаревиќ играше за Сплит. Сите екипи беа таму. Тука се запознав со Сејат Хасан Ефендич, значи тука се запознавме и останавме ден денеска другари. И он потоа он отиде у Железница Сарајево, у Вардар, и он отиде у Швајцарија. И он по негов позив отидов во Швајцарија. Прво како играч една година и потоа станав играч-тренер. Во Швајцарија каде играше, во кој клуб? Во КТФ Висп се вика тоа. Тоа е кантон Валис, тоа е значи околу 120 км од Лозана. Швајцарија има ракомет, ама никогаш не, дури организираше и светско првенство и се, ама никогаш не избила на самиот врв. Затоа што предноста е работата, ништо друго не ги интересира, мислам. Затоа е све е тоа полупрофесионално. И првата нивна лига, кој што се ве Фади Винтертур, Кадетен, Вакертун, БС Ваубер, они се не се прави професионалци. Шафхаузен и Тијанес? Не. Тогаш беше, како се викаше, Зофинген беше квалитетна, Зофинген беше квалитетна екипа. Така да, они се најголеми професионалци само во хокејот. Тука се чисти професионалци. И во фудбалот сега, иначе тоа не беше. Во тоа време и фудбалот така, тогаш беше Чира Блажевиќ беше во Сион, па отиде во Лозан. Така да, тоа беа моите први чекори фактички да почнам да работам како тренер и тоа надвор од Македонија. И таму колку време се задржа? 4 години бев во Швајцарија. Првата година беше и играч и тренер? Да, и после 3 години бев само како тренер. Значи, тука го фактички експериментирав, гледав што може да помине, што не може да помине, што е квалитетно, што не е квалитетно. Да, второ место, значи ги земав од испаѓање, дојдовме до второ место на вице шампион. И потоа добив позив преку исто Сеат, му се јавиле на Сеат, вика ни треба тренер за Желјо Сарајевски железничар. И тогаш отидов во Сарајевски железничар, се врати во Југославија и ја имав понуда да останам во Швајцарија. Меѓутоа, моето размислување беше, ја можам да останам во Швајцарија. Меѓутоа, ако ја го земам предизвикот во најаката лига на свет, па јас секој време можам да се вратам било каде во Швајцарија. Да. И затоа го преземав. Дури во посилни раковетни земји од Швајцарија. Не да рескирав, него тоа беше, мислам дека тоа е исправен пат. Значи, добиваш шанса да... Ти беше предизвик, зашто да бидеш на лигата беше нормално, да бидеш силна. Да бидеш, како се вика, повикан од најаката лига во светот во тој момент, да одбиеш, мислам, не би го направил 100 пати исто. Не личи, а? Не личи, не личи. Онда не би бил тренер, мислам дека не би бил. И дојде во Желјо. Да, Желјо дојдов. Исто беше, можам да кажам, направив квалитетна екипа со Делахметовиќ, со Зока Јовановиќ, имаше доста квалитетни играчи, така двајца квалитетни играчи. И мојата работа во Желјо Сарајевски железничар ме доведе да добијам понуда од 4 клуба да бидам тренер. Загреб Хромос. Добро си размислувал во моментите кога реши да дојдеш во Сарајево. Значи добив понуда од Загреб Хромос. Значи ја одбив понудата на Загреб Хромос и дојде Каменица таму. Значи добив понуда од Црвенка, добив понуда од Кач, Југовиќ Кач
и од Металопластик. Да подсетиме дека и Црвенка и Југовиќ беа прволигаши. Да, јас зборам, сите беа прволигаши. За овие помладите љубители на ракометот, сите беа квалитетни прволигаши. Не беа некои клубови ќе чујат од Кач или од Црвенка, па ајде негде втора, трета. Ние игравме со категорија. Со Шабац игравме, со Металопластик игравме и Аса Трифуновиќ председателот му вика на Ујовиќ, му вика дословце, задржи ми го овој македонец тука. И така беше. И се договоривме за 5 минути, мислам не беше никакви проблеми. Ти во Сараево колку остана? Година дена, одма добив понуда за да одам у Металопластик. Металопластик. Да. И сега доаѓаш во еден клуб кој изгради една страшна историја ракометна. Тоа беше навистина. Како беше чувството? Огромно, значи неверојатно чувство, и бога ми тренери си не играчи волци. Значи тоа се играчи премачкани со сите бои, европски прваци, зналци, невидени зналци, значи. Ајде да се подсетиме на таа екипа. Исаковиќ беше лево крило, значи Вујовиќ беше отиде во војска тогаш, нели? Ако се сеќаваш, имаше ја повреди петата, операција направи на петата. Да, па да искористи. Му се скина, тетивата му се скина и значи Исаковиќ, Портнер, Кузмановски, Узеировиќ, Милан Милошевиќ, Дејан Лукиќ ми беше голман, со Карановиќ, значи стварно беше екипата одлична. Со тоа што Вујовиќ имаше право да игра во Лигата на шампиони, тогаш куп на шампиони се викаше. Да. Така да, што имавме ние, само 2 порази имавме таа година. И јас стигнав до четвртфинале на Купот на европските шампиони. Така, Купот на. А во Југославија? Први бевме, меѓутоа, значи ние први бевме без Медвешчак беше позади нас и ние тогаш настана, ти ги кажаве, проблемите и ја морав да си одам. Пази, ние бевме први на табела. Први бевме на табела и четвртфиналисти. Значи планот беше исполнет 100%, затоа што они мислеа дека ќе бидеме позади Медвешчак. Баши се врати у Медвешчак, направива пак квалитетна екипа, ние пак пред нив испаднавме. Тогаш една екипа дававме како поранешна Југославија во Купот на европските шампиони. Затоа само една екипа. Те прашав дали беше шампион како шампион или како втората? Шампион, во есенскиот дел завршив како шампион, значи без само со еден пораз, така беше мислам. И после тоа почнавме, тоа дојдовме четвртфинале и се раздели. И твојот пат каде продолжува? Па одмам да ме зема Борас Урошевац. Одма ме зема Борас Урошевац. Толку време беше аспирант тука, второлигаш за прва лига. Борас Урошевац ме зема одма и ние едни квалификации организира кај нив. Борас Урошевац ме зема одма, значи кога се у новини излезе дека одма ме зема и со Борас Урошевац освоивме прв пат во историјата на клубот се квалификувавме за Европа. Значи тоа е прв пат во историјата на клубот се квалификувавме за Европа. Значи по 6000 гледачи имаше во Урошевац. И екипата од која, значи Лале Томовиќ ми беше Макичи, Тупела, Реджепи, браќата Черими, Лале Младеновиќ беше голман. Многу квалитетна екипа. Тешко губевме во Урошевац. И Медвешчак го победивме Урошевац. Значи навистина квалитетна екипа беше. Обстанавте во лигата тогаш. Во петто место освоивме. Тоа е најголемиот успех на Борас Урошевац. И тоа петто место ве доведе во Европски куп, што рече за прв пат. Да, за прв пат во историјата, да. И потоа заврши сезоната и отидов во Пелистер. Сега ајде кажи ни за Пелистер, доаѓаш повторно на домашен терен. На домашен терен. Не беше малку соработнички години пред тоа кога почнуваше како тренер, а сега веќе како искусен стручњак доаѓаш на кормилото на Пелистера, желбите, аспирациите се големи, чкембарите бараат само победи. Добро, како се снајде во таа средина? Не спорно дека тогаш беше многу популарен Пелистер и имаше квалитетна екипа, меѓутоа најголемиот проблем беше што Пепи Манасков ни го зема во војска. Тоа беше, мислам дека
Дали сега се шпекулираше намерно за металопластика да биде прва или така нема. Така да со одењето на Пепи далеко изгубивме во квалитетот, затоа што сепак Пепи беше Да, носител на нема играта, тука алфа и омега. Алфа и омега, значи зналес не види. Голем играч. Голем играч, така да беше не бев задоволен со таа сезона како тренер, не бев задоволен.